Здраво, уште едно издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за нешто што минатата недела, односно пред 10 дена беше вест во светските медиуми, економски медиуми, но кај нас помина како што се и поминува со неколку пренесени реда во медиумите во секторот свет или во секторот економија, но некаде во подолниот дел од вестите. Првата вест што мене ми остави многу внимание е тоа дека најголемата светска инвестициска банка Goldman Sachs препорача да се инвестира во злато, а да се намали изложеноста кон нафтата. Второ нешто што исто така се случи е третото AAA или тројно А рангирање на Соединетите Американски држави како најдобра дестинација за инвестирање го изгуби, односно беше намалено на 2А, што се случува првпат во последниот еден век. Значи, по третата од рангирањата се беше изгубено на 16 мај, мислам. Така што ова е доволен мотив да зборуваме денеска со нашиот гостин за тоа што се случува на светските пазари со акцент на пазарите на државни обврзници, кои што се многу важни, бидејќи тие ако почнаат да се климаат, може да дојде до нова економска криза која што би била сериозна во светски размери. Односно на старата изрека дека кога ќе кивнат Соединетите Американски држави настинува целиот свет. Да не должам многу, да го представам денешниот гостин, Петар Андреевски. Сега да го прочитам многу внимателно. ВФП Фонд менеджмент. Така е. Добре дојде. Првин, зошто те одбрав тебе да бидеш гостин? Може ли да ни се во кратки црти 30 на секунди да ми представиш што работи вашиот фонд, односно мала лична карта, да ми кажеш за да знаат нашите гледачи што не следат, зошто си компетентен да зборуваш на вака сложени теми? Благодарам за поканата, Горан. Ние сме најголемото друштво за управување со средства на македонскиот пазар. Имаме широка палета на инвестициски продукти. Имено управуваме со инвестициски фондови и водиме индивидуални портфолија за high net worth individuals, односно за богати инвеститори. Нашата палета на продукти е широка, почнува од equity, од акции, обврзници и парични инвестициски фондови, а при тоа имаме и custom-made портфолија за овие богати инвеститори кои ви ги кажав. Нешто што е специфично за нас, ние сме една од ретките финансиски институции во Македонија која успеа да во регионот прошири своји ќерки компании и успешно да пробаме да се бориме со конкурентите во регионот. Вие работите значи во регионот, централата е овде во Македонија, мозокот што се вика е во Македонија, вие работите во регионот буквално во низ цел Балкан. Ние сме дел од финансиска австријска група, ВФОП група Австрија, меѓутоа оваа бизнис линија, односно управување со средства, првпат беше формирана во Македонија по некое ноу-хау кое го има веќе во Австрија, меѓутоа првпат во најрегулирана форма беше регистрирана во Македонија. Поради успесите кои ги постигнавме на македонскиот пазар, добивме доверба од Австрија да практично оваа бизнис линија биде водена тука од Скопје и да продолжи ширењето во сите држави во регионот токму од Македонија. Значи тие во регионот компаниите се наши ќерки компании. Така, зборуваме, вие управувате со 250 милиони евра пари, значи на инвеститори, дали физички лица, дали на сите се на физички лица пред се, но и на компании. Едноставно вие управувате со сериозна сума на пари, од кои што мислам дека 187 милиона се на македонски инвеститори. Да, некаде околу 190 на милиони евра се во Македонија, останатите 60 милиони евра се во регионот. Ова е личната карта за да знаат сите што не следат зошто е повикан денешниот гостин, бидејќи спомнавме треба да се инвестира во злато, да се намали во нафта, но гледаме дека падна кредитниот рейтинг на Соединетите Американски држави, првпат во историјата, сите три куќи што даваат оценки на кредитните рейтинзи го намалија кредитниот рейтинг. Ќе зборуваме и зошто е многу важен овој кредитен рейтинг за државите, бидејќи само да ве потсетам, кажа премиерот пред неизвестно време дека за кредитите што ќе ги зимаме, односно колку ќе бидат скапи за Македонија преку британскиот договорот со Велика Британија, ќе гарантира Британија со својот 2А рейтинг, што е исклучително добар инвестициски рейтинг, но ќе зборуваме за тоа зашто Македонија е многу далеку од инвестициските рейтинзи. Но да не должиме, ајде први на она што е најважно, на што е лајт мотив за овој подкаст, а тоа е што точно најголемата инвестициска банка Goldman Sachs препорача на инвеститорите.
Горан, впрочем, она познато портфолио 60-40, односно 60% изложеност на акции, 40% на обврзници, покажа во минатите 2 години дека и покрај тоа што тие два инструменти важат за дека не колерираат во ист момент, односно кога едниот расте, не гарантирано и другиот расте, треба да одат во обратна насока. Меѓутоа во минатите 2 години тоа не беше случај. Имено имавме ситуација каде што колерираа практично и акциите и обврзниците и токму затоа најголемата инвестициска банка, една од причините е да ја зголеми изложеноста на своите инвеститори во злато. Дополнителен мотив да се зголеми изложеноста према злато е очекуваната инфлација во идниот период. Значи, предпоставуваме дека најголемата инвестициска банка во светот не очекува значајно намалување на инфлацијата, односно таа инфлација мора да научиме дека ќе живее заедно со нас, за разлика од минатите 10 години кога имавме инфлација приближно на нула и практично државите се бореа да ја забрзаат, бидејќи таа значи, ако е во нормални размери, и раст на економија. Меѓутоа во идниот период се очекува дека таа ќе живее со нас и ние треба да ги прилагодиме нашите финансии или нашите индивидуални портфолија да бидат отпорни на таа инфлација и да успееме заедно со приносите кои ќе ги оствариме преку акции и обврзници и инвестициите во злато да успееме да направиме реален принос, што би значило да направиме принос поголем од инфлацијата. Така. Сега доаѓаме до моментот препорача да не се инвестира во нафта. Се намалува изложеноста на нафта, сепак го задржуваат како дел од портфолиото како комодити, зависи од профилот на инвеститорот, зависи од неговиот профил за апетит за ризик, колку е хоризонтот на вложување. Изложеноста према нафта треба да биде околу 1 до 2%, а изложеноста на акции треба да биде во едно портфолио на еден инвеститор кој сака да има all-weather портфолио за сите ситуации портфолио, да биде некаде помеѓу 4-5% изложеноста на злато. Еден интересен факт кој го направи вчера во интерес на подкастот како анализа, од 86 година до денес, глобалните акции, значи MSCI World, има реален принос 5.1 на годишно ниво, проценти, што е најголем принос над инфлацијата. Зборуваме реален принос над инфлацијата, одземена инфлацијата. Втора по принос од сите класи на инвестирање, ја земав недвижнината во Виена, бидејќи од 86-та не сме имале баш развиен пазар на недвижнини во Македонија, од 86-та до денес реалниот принос е 2.3, значи некаде половина од глобалните акции, со една помала волатилност, кај акциите има поголема волатилност во светските кризи, а златото има точно 1.5 реален принос, значи испорачан принос над инфлацијата. И затоа овие класи на инвестирање се добро доколку бидат присутни во вкупното портфолио на еден инвеститор. Има неколку работи ги начна, сега да не ги заборавам, но првина да појасниме што значи над инфлацијата. Ако инфлацијата е 5%, не е тоа толку. Ако е 1,5 над инфлацијата, 6,5% значи е приносот на златото. Така е. Ако е на акциите 5,1, 10,1 е приносот. Тоа е првото што треба да го објасниме за сите што не следат, не знаат сите детали, например, на пазарот на капитал, што значи што, како значи да појасниме, тоа е меѓу другото и целта на овој подкаст, но спомнавте втор принос е недвижностите. Еден одговор во Македонија што се однесува на инфлацијата беше да се повлекуваат пари од банки и да се купуваат станови, односно да се затвараат во цигла и затоа можеби делумно поскапе квадратот во Македонија. Тоа е една од причините што имаме раст, веројатно, не знам, треба да од 70% веројатно на квадратен метар во последниве неколку години. Што препорачувате да купуваат ли недвижнини, иако ова не би било во ваш интерес, вие работите со акции, но што да прават? Недвижности или акции? Бидејќи гледаме дека имаме ценовено играње горе-долу со акциите, еве ја отварам берзата, само оди горе-долу, горе-долу, нема една стабилност. Што да прават луѓето? Историски гледано, акциите и недвижностите се најдобар начин за заштита од инфлација и тоа се и на долг временски период најдобрите инвестиции доколку сакаме да испорачаме на вистина квалитетен принос над инфлацијата. Што би препорачал јас? Сигурно ни едното ни другото да биде исклучок, односно не ги прави тие две работи да бидат исклучок или конкуренција едната на другата класа. Секоја од тие две класи има своја намера. Имено,
Кога инвестирате во недвижнини, прво треба да инвестирате за себе, дополнително може да имате и како инвестиција недвижнина, меѓутоа тука има и одредени предизвици. Од типот таа недвижнина треба да биде многу квалитетна, да биде и квалитетно изградена и на квалитетна локација. Дополнително, кај недвижнините треба да соберете една поголема маса на средства за да успеете да ја купите таа дополнителна недвижнина, а кај акциите имате па друга можност која можете да ја остварите по цели на вашето портфолио, имено можете лесно глобално да се диверзификувате со помал капитал. Не е потребно да имате минимум износот кој е потребен да се купи таа недвижност, за да може да ги пласирате своите средства. Дури со еден траен налог од 100 евра на месечно ниво, вие можете да почнете да бидете изложен на инвестициски фондови кои вложуваат во глобалните компании. Ќе зборуваме малце каде вложувате вие. Нешто што ми падна во очи кога го подготвував подкастот е дека вие инвестирате во сериозни компании што произведуваат. Значи, она што ја следите матрицата што се вика на Ворен Бафет, да се купуваат компании што произведуваат нешто што е материјално, но за тоа ќе зборуваме малце подоцна, бидејќи сакам да зборуваме малце и за азиските пазари, зошто воопшто не сме присутни таму, односно берзи, не пазари, берзи, зошто не се тргува таму, не се купуваат акции од компании што произведуваат, бидејќи таму е производството, но да останеме малце на обврзниците. Она е во суштина она централното, да не го заборавиме тој момент. Реков, кредитниот рейтинг Соединетите американски држави го изгубија, значи прв пат во 100 години, можеби и повеќе од 100 години, веќе немаат сите три куќи им дадоа 1 степен помалце од 3А, односно изгубија и последното сега на 16 мај, мислам, во 2023 беше предпоследното губење и во 2011, ако не се лажам, беше прв пат кога им беше намален кредитниот рейтинг. Со ова се слабее позицијата на Соединетите американски држави како најбезбедна земја, иако и се уште е најбезбедна земја за инвестирање во државни обврзници, но кажуваат експертите дека тоа веќе е сериозно, треба да се размисли, голем јавен долг, трговски дефицити, има сериозни структурни проблеми во Соединетите американски држави. Што да се прави и што може да очекуваме? Може ли да ескалира ова, бидејќи ова, како што реков, ако кивне Америка, може сите да настигнеме цел свет? Значи, да бидеме јасни, кредитниот рейтинг кој е намален за 1 степен на американската економија не значи голем ризик на самиот пазар на капитал, тоа е минимална промена. Економијата во Америка останува најконкурентната економија во светот. 3 параметри интересни ќе ви кажам. 4% од населението во светот е во Соединетите американски држави, имаат 25% од светскиот GDP, а имаат 80% од асетите кои во светот се инвестираат се токму на американската берза, односно на американскиот пазар на капитал, исклучително развиен пазар на капитал, најдобро светско образование, најконкурентно светско образование, одлични соседи, како што вика Ворен Бафет, never bet against America. Не би сакале да се опкладите против Америка. Америка ќе продолжи добро да се развива, независно од тоа дали се републиканците или демократите на власт. Имаат едноставно модел кој ги препознава предприемачите и ги поддржува предприемачите, што значи раст на економијата. Така да, во принцип, не се очекува некој голема дестабилизација на Америка, нивниот дефицит е голем и токму затоа имаат планови, нели, да ги зголемат приходите во буџетот, преку тарифи и преку зголемување на самиот раст на економија и преку тоа и прибирање на повеќе даноци. Дополнително, еден добар начин да се намали долгот, кој исто така веројатно ќе прибегнат во еден момент или ќе мораат да го направат, е да ја зголемат минимално инфлацијата, бидејќи инфлацијата номинално го намалува вашиот долг, доколку ја пуштите да биде доволно голема, а имате поголем над неа економски раст, односно раст на GDP. Да, но тоа ако се случи ќе биде негативни политички поени за Трампа. Знаеме дека како класичен десничар мери се и сака народот да го сака, односно не би дозволил негативен имидж со зголемување на инфлацијата. Мислам дека и се на недоразбирање со на првиот човек на ФЕД дека имаат околу инфлацијата и намалувањето на каматните стапки и поттикнување на инвестициите, ама со тоа значи дека кога ќе се намалат каматните стапки, повеќе пари во системот ќе влезат, а тоа продуцира во суштина инфлација. Мислите дека инфлацијата може да се зголеми поради се во ова? Веројатно нема да дозволи ФЕД и Европската централна банка поради своите значајни механизми да ја чуваат под контрола, значајно зголемување на инфлацијата. Оној момент на
спирала веќе заврши, да може да се случи да значајно се зголеми самата инфлација. Верувам дека ќе се намачат да дојдат до своите таргетирани 2% инфлација. Дополнително, ако знаеме дека председателот на Централната банка во Америка, мислам дека следната година е предмет на реизбор, сметам дека ќе биде под еден благ притисок од овој председател да тие каматни стапки се намалат и токму така како што кажавте, таа инфлација да се држи во живот, односно да биде над 2% во идниот период. И што да се прави во вакви услови кога инфлацијата ќе биде ајде да речеме во живот, нема да биде околу таргетот од 2% на годишно ниво. Се сеќавам кога се обидуваат централните банки да ја подигнат инфлацијата до 2%, да дојде бидејќи беше 0,1, 0,5, значи беше многу ниска. Значи сега па се обидува да ја симнат до 2%, некоја идеална инфлација сметаат за економијата. Што можеме да очекуваме во наредниот период и што да се прави во вакви услови кога имаме турбуленции? Сметам дека треба да имаме широко диверзификувано портфолио, за да имаме простор да било каква криза, еден дел од портфолиото да ни го спаси приносот. Треба да имаме диверзификација по прво географска диверзификација, дури и американците прават една мала помала изложеност на америчкиот пазар, односно диверзификација према Европа во минатите 3-4 месеци. Дополнително треба да имаме диверзификација во делот и на обврзници со квалитетни приноси и диверзификација во делот на потенцијално злато, за да успееме. Меѓутоа, ако зборуваме конкретно за инфлација, најдобар начин да се заштитиме од инфлацијата е инвестирање во компании кои имаат квалитетни продукти со добар pricing power, односно имаат можност да ги зголемат цените на своите продукти и на тој начин да ги заштитат своите приходи и профити од самата инфлација и дополнително компании кои имаат висока маргина, имајќи во предвид дека таквите компании кои имаат високи маргини или ултраквалитетните компании имаат простор дури во еден момент да издржат да не ги зголемуваат цените за да задржат или да зголемат маркет шер и да зголемат своји приходи. Сега ќе останеме во овој прв дел уште малце околу обврзниците. Значи рековте дека не очекувате дестабилизација на светската економија, дека Америка ќе се справи вака или онака, можеби малце ќе се зголеми инфлацијата, значи остануваат државните обврзници сигурен механизам за инвестирање, значи бидејќи се врзани обврзниците, пазарот на обврзниците е поврзани садови низ целиот свет, бидејќи и наши фондови инвестираат во државни обврзници, големи пари се вртат таму. Дали тоа значи дека треба да се продолжи со инвестирање и да не очекуваат некои турбуленции? Да, во идниот период треба да се задржи одредена изложеност према обврзниците во однос на самиот профил на инвеститорот. Доколку е малку поконзервативен инвеститор и има пократок временски хоризонт на вложување, тогаш треба да биде поголема изложеноста на обврзници или повеќе од парите во неговото портфолио да бидат во обврзници, а доколку неговиот временски хоризонт е подолгорочен и доколку неговиот профил на инвестирање е со поголем апетит за ризик, тогаш може да таа изложеност на обврзници биде посериозно намалена, дури и кај младата популација може да скоро и ја нема во своите инструменти на вложување, ако имаат долг временски хоризонт на вложување. Значи, ако се сака да се игра на сигурно, обврзници, ако сака малце да се пошпекулативно, односно да се оди малце со поголем ризик, се оди на акции да се инвестира. Период. Значи, добро, смирувачки муабете ова дека не очекуваме големи турбуленции, бидејќи ова е многу важно за светската економија. Пазарот на обврзници у суштини е голем показател и мислам дека Трамп малце се повлече од војната со Кина, кога почна Кина да ги продава државните обврзници што ги имаше купено, им остави до знаење, не си играј со нас, ние имаме големи пари, твој можеме да ти нанесеме удар, сериозен удар, финансиски удар, не толку со царини и со влијание на твоето производство или на нашето, колку што е со обврзниците. Зошто толку се значајни овие кредитни рейтинзи во овој момент? Еве, ние спомнав дека премиерот рече дека британскиот 2А не е 3А, туку е 2А, исто така има Велика Британија, паднати се поради Брекзит во 2023, мислам, дека го намалија рейтингот, што значи дека нивните кредити поскапија за 0,2% поени, ако ги изразуваме во процентни поени. Зошто се битни овие кредитни рейтинзи? Мислам дека јавноста не е свесна што сето тоа значи. Ако го поедноставиме за да јавноста разбере што значи еден кредитен рейтинг, тоа значи шанса за банкрот. Колку вашиот кредитен рейтинг е понизок, толку вашата шанса како компанија или како држава да одите во банкрот или стручно кажано дефолт е зголемена. И токму затоа овие три
кредибилни рейтинг агенции во светот ги проценуваат сите параметри на некој ентитет, дали е држава или компанија, за на долг временски период какви се изгледите да таа компанија или држава се развива. И кога се зема во предвид каков ќе биде кредитниот рейтинг, се земаат во предвид нејзините приходи, стабилноста на истите, известоста на истите, долгот кој го има во тој момент, доколку се работи за држава, сериозно се наблюдува и наталитетот, односно каква е човечкиот потенцијал во таа држава. Дополнително се земаат во предвид асетите на државата. Пример, во Македонија имаме голема предност, пример, земјоделското земјиште не е приватизирано или најголем процент од македонското земјоделско земјиште не е приватизирано и тоа е еден асет кој, ако дојде во ситуација да треба да се продаде, постои како асет на државата. Се гледаат можноста како ќе се враќа долгот, така да сите, кога ќе ги земете сите тие параметри, кредитната агенција, политичкиот момент, глобално политичката позиција на самата држава во овие глобални политички ризици, така да кога ќе се земе вкупните параметри на таа држава, самата кредитна агенција го проценува кредитниот рейтинг на државата. Тоа е многу важен елемент, но ќе зборуваме за Македонија, за кредитниот рейтинг и зошто е тоа многу важно. Важно и за нас како индивидуи, кредитниот рейтинг на државата, бидејќи такви ни се и кредитите, толку ни се скапи, што е поголем кредитниот рейтинг, повисок, ние имаме пониски камати, што е понизок кредитниот рейтинг, значи полошо рангирани што сме, тоа ни се каматите повисоки, но за тоа ќе зборуваме, од кога ќе се вратиме после паузата. Време е за нашите пријатели кои што го поддржуваат подкастов и овозможува да ги создаваме овие содржини бесплатно за вас. Затоа останете, видете кој има да каже од поглед во поглед на рекламите. Се враќаме после паузата. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот по кусата пауза. Гостин Петар Андреевски од ВФП Фонд Менеджмент. Ова ВФП малце е тешко, бидејќи се за германците не е тешко веројатно да се изговара, за нас во Македонија малце е потешко, бидејќи се ВФ треба да ги споиме плюс П, така што малце е посложено. Да, зборувавме за пазарот на обврзници, кај што тоа значи препораката на најголемата инвестицијска банка во светот Goldman Sachs околу инвестирањето, дали не очекува нова криза, бидејќи пазарот на обврзници е предвестник на лоши работи ако се случуваат, но добро, смирувачки тонови добивме од господинот Андреевски, кој што спомнавме доаѓа од еден од најголемите фондови во Македонија, кој што управува со 250 милиони евра во Македонија, но и во регионот, и е компетентен да зборува за се ова што се случува на светските пазари, но застанавме на нешто што се вика кредитен рейтинг, зборувавме како се одредува во поглед на државите, но и на компаниите, значи трите најголеми светски куќи што ги кредит, што одредуваат кредит, тоа се Fitch, Moody's и Standard & Poor's, мислам дека беше. Се трите куќи кои што даваат кредитни рейтинзи. Доаѓаме до Македонија, ние сме ББ, две куќи не оценуваат, ни дава ББ плюс и друга ни дава ББ минус. Се движи тоа дека каматите би значило дека ризикот за да се инвестира во Македонија од 4,5 до 6,5%. Значи, ако сакаме да земеме кредит врз основа на рангирањето, во старт имаме камата од 4,5 до 6,5% без да се врзува со Еуриборот или други ставки. Значи, генерално прилично скапи ни се кредитите, додека на пример ако е 2А како што е во најголемите економија, британската и американската, се движи околу 0,4% се зголемуваат кредитите заради ризикот. Зошто не можеме да го зголемиме овој ББ рейтинг, например на 3Б, БББ, кој што е првиот инвестицијски
рейтинг и драстично ги намалува каматите. Добро, кај каматите јас би додал само две работи. Важно е во која валута ќе бидат, значи долгот во која валута ќе се издаде. Има разлика помеѓу доларските долгови и евродолговите. Секогаш долговите во долари се нешто повисоки по однос на камата, во однос на евродолговите. Дополнително имајте во предвид дека на каматата влијае и рочноста, периодот на кој државата би се задолжила. Да симплифицираме, на пример на иста рочност односно на кредит која се зема, ризикот колку изнесува, зошто не можеме да дојдеме со кредитниот рейтинг малце повисок? Да одиме во инвестициски кредитен рейтинг. Прв инвестициски кредитен рейтинг е 3B-. Нас ни е потребно прво да ја растеме економијата. Прво не е вистина дека не можеме да дојдеме. Еден интересен пример е Србија во регионот пред 6 месеци доби за прв пат инвестициски кредитен рейтинг, значи 3B-. Тоа значи дека имаме шанси доколку ги засукаме ракавите и како секоја компанија која развиваме државата, ги развиваме низините приходи, ја развиваме економијата, имаме шанси да дојдеме до поголем кредитен рейтинг, ги зајакнеме структурните реформи, ги зајакнеме институциите, се она што значи подобра економија и подобар животен стандард. Прво прашање, имаме ли шанси тоа да го направиме, бидејќи една стара теорија е дека никогаш нема да влеземе во 3B, значи првиот инвестициски кредитен рейтинг, значи која драстично паѓаат каматите, се додека не влеземе во Европската унија. Тоа е една мантра што се провлекува едно 20 на години, меѓу кои политичарите го зборат ова, не е само во јавноста присутно. Дали можеме и без членство во Европската унија да дојдеме до овој посакуван инвестициски кредитен рейтинг? Јас би рекол двете тези се точни. Доколку изгледите за влез во Европска унија станат поизвестни, тогаш веројатно дека ќе се зголемат инвестициите, бидејќи има одредени предности самата да се биде дел од Европската унија. Дополнително ќе се очекуваат големи структурни фондови кои ќе помогнат на растот на македонската економија и тоа ќе влијае во позитивна насока да кредит агенциите ни дадат подобар кредитен рейтинг. Значи, вистината е дека приближувањето кон Европска унија, уште повеќе влегувањето да се биде дел од Европска унија, значајно ќе влијае на нашиот кредитен рейтинг. Од друга страна, вистина е дека може, Србија е конкретен пример, да се дојде до првиот инвестициски кредитен рейтинг со добри реформи, со добра работа, со раст на економијата, да се дојде до прв инвестициски кредитен рейтинг. Значи, и двете тези се точни, многу ќе ни помогне доколку станеме поизвестна членка на Европската унија. Можем да ви дадам еден конкретен пример што значи во наједноставна смисла влегувањето во Европска унија. Често нашиот претседател на одборот на директори, кој е од Австрија, знае да каже дека скоро ни една компанија во Австрија, која е денеска глобална или барем на европски размери значи нешто, немаше да постои доколку Австрија не беше дел од Европска унија. Значи, дури и кај оние членки кои се стари и се долго дел од Европската унија, до ден денес значи за развојот на нивните компании и нивната економија. Дополнително пример, ние сакавме да отвориме друштво за управување со инвестициски фондови во Европска унија, бидејќи таму важи правилото доволно е да имате лиценца само во една држава и имате право да работите во сите останати држави, значи Freedom of Services, паспортинг систем имаат. Ние одлучивме да отвориме во Бугарија друштво за да работиме на австрискиот пазар. Што се случи? Инвестиравме капитал во Бугарија, вработивме нови колеги во Бугарија, ангажиравме бугарски адвокати, ангажиравме сметководители, значи внесовме некој капитал, тој не е толку значаен за да има директен импакт на економијата, меѓутоа голем процент од инвеститорите на тој начин размислуваат и на тој начин се забрзува и растот на економијата, на тој начин се забрзува и растот на платите во една држава и тоа автоматски значи и враќање на дел од населението кое можеби е во моментот во поразвиените држави за да се поддржи тој раст и со човечки капитал. Значи го завршам овде муабетот за кредитниот рейтинг со една ваша оценка сакам да ми дадете. Дали сметате дека имаме капацитет за сериозни реформи за да можеме да го подобриме кредитниот рейтинг и да стигнеме до првиот инвестициски кредитен рейтинг? Тука би сакал да кажам дека нашето друштво во принцип не е експерт за политички оценки, ова е на некој начин веќе политичка оценка. Немаме доволна експертиза да кажеме кои се капацитетите во овој момент на државно ниво, за да може да го забрзаат тој економски раст. Јас би сакал да верувам во теоријата на Бил Акман, тој е еден исто така од најпознатите американски инвеститори, дека практично државата на некој начин е
управувана како една компанија. Премиерот на државата е CEO на државата, председателот е председател на одборот на директори. И оние правила кои важат за раст на една компанија, да внесете квалитетен кадар, да имате добри вредности, да пробате да правилно го распределите капиталот, да правите мудри одлуки, да бидете штедливи и така натаму, би требало да важат истите и за управување со државата во на економски дел. Меѓутоа, морам да признавам дека не сме доволно експерти дали е толку... Но колку би ви помогнало како вас, како фонд, да имаме ние инвестициски рейтинг? Би значило ли тоа во вашето работење? Ви е поттикнало подобро да менаџирате, да бидете по-конкурентни? Кредитниот рейтинг на државата автоматски значи дека повеќе заработуваат и граѓаните, поизвестна е економијата, подржлива е економијата, тоа секако да се има бизнис, посебно да се биде со број 1 маркет шер во одредена индустрија, во држава каде што кредитниот рейтинг расте, дефинитивно е зголемува вредноста на вашата компанија, така да без дилема зголемувањето на кредитниот рейтинг ќе ни придонесе на сите граѓани и на сите компании во Македонија, а уште повеќе доколку станеме земја членка, еве конкретно ние ќе можеме нашите фондови да ги нудиме во Франкфурт, ќе можеме во Париз или во Луксембург да нудиме наши фондови кои се регистрирани во Македонија со многу едноставна нотификација од која трае грубо една недела на соодветниот пазар каде сакате да работите, што не е случај денес, треба да отворите комплетно нова компанија. И сега доаѓаме до нешто друго исто така многу важно. Да не го испуштиме, па ќе завршиме со светската политика, економска политика и ќе преминеме на инвестирањето, односно што вие работите и зошто треба да се биде внимателен при инвестирање и да се потпира на знаење, а не на лично чувство дека знаеме што треба да правиме. Еве, има автомобилската индустрија и се испрати едно писмо до Доналд Трамп каде што предупредува дека може да дојде до застој во производството на автомобилите, тоа е во американската автомобилска индустрија, заради што се влезе во војна со така наречените земни магнети, односно магнетите кои што имаат ретки минерали, а се користат буквално во се од телефон, автомобили до сателити, а тоа главен производител, светски производител на тоа, мислам дека е дури до 90% од производство, светското производство го има Кина. Кина тоа го сопре, одговори, тоа е одговор на Кина за тоа што се ограничени овие полупроводниците, извозот од Америка кон Кина, у суштина им вратија со електромагнетите, при што се загрозува автомобилската индустрија. Дали ова е дополнителна дестабилизација на светската економија, бидејќи ако се сетиме првиот инфлаторен бранш што го имавме после ковидот беше токму кога чипови немаше за автомобилската индустрија, односно настана од една страна испораката касна доцнеше на производите, на добрата што се производат, а второто немаше доволно, не се произведува доволно. Дали е ова уште една најава за дестабилизација? Рушење или дестабилизирање на синџирот на испораки е дефинитивно има економски последици. Имено тоа се случи пред 2 години ради затварањето на границите со ковид, сега се случува втор пат со наметнување на новата политика на председателот Трамп на царини. Истата влијае сериозно инфлаторно, бидејќи вие мора да барате нови, доколку имате, во случајот вие кој го кажавте и немате можност од каде на друго место да ги набавите истите материјали, меѓутоа доколку имате можност други материјали да набавите, истите можеби ќе бидат и поскапи, што автоматски ќе значи поскапување на вашите производи. Така да дефинитивно тоа сериозно влијае дестабилизирачки, дали на крај ќе се увиди дека тоа било една стратегија на преговарачки позиции на председателот Трамп, или тоа е стратешка позиција на која ќе обстои со овие царини или со високи царини, тоа ќе мора да го видиме, бидејќи верувајте дека веројатно и тоа му е цел, тешко се предвидливи неговите потези во тие преговори кои ги води со светските партнери држави кои ги имаат. Доаѓаме, веќе влегуваме во тоа што да се инвестира, како да се инвестира, но остануваме на меѓународниот пазар, односно поврзано е со претходното прашање околу автомобилската индустрија. Најголем производител во моментов на автомобили, мислам дека е Кина, веќе ги престигна сите останати производители, има мислам дека и уште десетина милиона капацитет да производи дополнително тоа што сега го произведува, но автомобилската индустрија не ни е тема, туку ни е играњето на берзите,
односно купување на акции од компании што произведуваат, онаа стара американска девиза дека купувај во компании што произведуваат нешто. Зошто нашите берзи, нашите не берзи, се извинувам, нашите фондови, нашите играчи на берзите не купуваат, не се директно инволвирани на азиските берзи, на шангајската, на хонконшката, која што исто така е финансиски центар, значи токиската веројатно има, но еве шангајската и хонконшката не се игра толку многу. Зошто не се купуваат од кинеските компании, на пример, што произведуваат електромагнети, што произведуваат други добра, бидејќи можеби телефонов да биде американски, но внатре деловите веројатно се 90% од Кина и се произведено. Зошто да не се купува од кинески компании акции? Значи, во принцип, ние имаме дел во нашите портфолија, неколку компании кои котираат на хонконшката берза, односно се компании кои функционираат со своите headquarters во Кина или во тој дел на светот, каде што практично е и 80% од младото население на светот и тој потенцијал за раст и таленти е токму таму. Меѓутоа, сериозно сме подизложени, стручно кажано, или помалку инвестираме значајно од тоа колку економијата на Кина е на глобално ниво значајна. И тоа го правиме свесно, поради прво политичкиот ризик. Тој политички ризик се покажа во минатите години дека не е ни толку мал. Имено се случуваше во одредени моменти, поради политичка одлука на раководството на тие држави, да се дадат некои налози на некои компании, дали да се префрлат средства за сиромашните и така натаму, и нивниот резултат и баланс шит да се повреди, без при тоа да може претходно да се истото процени, а ние сме експерти за проценување на квалитетот на бизнисот. Ние не сме за тој политички момент како ќе одигра одреден председател или одредено раководство. Тоа е едниот момент. Другиот момент е дека кога вие сте изложени на компании кои нивните headquarters се во западните економии, тоа не значи дека не сте изложени индиректно на државите во развој. Еве конкретен пример. Алијанс е една од најголемите осигурителни компании во светот, меѓутоа само 9% од своите операции ги прави во Германија. Голем процент од своите операции, и таа беше впрочем и првата осигурителна компанија во светот која имаше 100% собственост на осигурителна компанија во Кина. Така да индиректно сме изложени на државите во развој, меѓутоа сакаме да бидеме изложени преку овие компании кои котираат на пазарите на капитал, кои имаат поголема традиција, имаат сериозно заштитни механизми за корупција на топ менеджментот, и тој политички ризик е веројатно значајно помало од колку директно да одиме да бидеме изложени на компаниите во државите во развој. Добро, но сега, например, Кина, шангајската берза или хонконшката, веќе не можеме да кажеме дека Кина е држава во развој, туку е високо развиено технолошки, високо развиено, но и финансиски. Например, се плашите ли да играте за да не ве окарактеризираат кинески пари и да добиете негативна политичка оценка, иако тоа е чисто бизнис логика? Не, такво нешто нема во светот на финансиите. Кинезите масовно инвестираат во државни обврзници, впрочем државата Кина е најголемиот инвеститор во државни амерички обврзници. Кинеските high net worth individuals, богаташи, инвестираат на америчката берза, сериозна изложеност имаат и американски инвеститори, отворено кажуваат дека купуваат конкретни позиции. Уорен Бафет имаше во BYD, во автомобилската индустрија, 10% изложеност уште многу одамна, така да тој политички или таа политичка оптика не постои во оваа индустрија, одговорно можам да ви кажам, и не мислам дека некоја носи одлуката низ таа призма. Ќе го завршиме овој глобална анализа со една ваша оценка од тоа аспект на економија, не политика. Гледаме дека таа е многу чудна и ќе треба време да се стабилизира, но дали има промена во поглед на отвореноста во светот, во поглед на тргувањето, односно дали се уште се берзите, пазарите отворени, дали се уште има онаа перцепција дека може слободно да се тргува, или онаа идеја за отворен, глобален, слободен пазар веќе некако да е во втор план? И дали вие како од економски аспект се плашите дека тоа се повеќе ќе се стега и ќе се затвараат пазарите, или ќе се продолжи барем пазарите да функционираат како и до сега? Има два феномени кои би сакал да ги истакнам. Едниот феномен е обединување во еден пазар на капитал во Европската Унија. Тоа е високо поставена тема во моментот помеѓу политичарите во Европа, и новиот премиер, канцелар на Германија е
главен заговорник на обединување на берзите и пазарот на капитал. Нели таму ќе има многу прашања каде ќе биде сега новиот центар и така натаму, веројатно французите сакаат да биде во Париз, германците сакаат да биде во Германија, дали во Франкфурт или во друг град. Меѓутоа дефинитивно е сватија предноста на америчкиот пазар на капитал, кој е единствен, и потенцијалот на истиот. Не сакаат веќе да испуштаат IPO-а на европски компании да се случуваат на NASDAQ или на Њујоршката берза. Не сакаат да се случуваат стартапите од Европа да одат да бараат капитал во Силиконската долина, кога при тоа имаат огромна депозитна база во Европа, која е ставена на депозити и има ниска камата, дури камата под инфлацијата, и сакаат на некој начин да доведат механизми за да ги охрабрат граѓаните во Европа да почнат повеќе да инвестираат во еквити, во бизнис, во самата Европска Унија. Тоа е сигурно обединување на тој пазар на капитал. Вториот тренд кој би сакал да го кажам е за нашата држава во Македонија. Интересно е дека сериозно македонскиот просечен инвеститор би рекол ја зголемува својата финансиска писменост и како во последно време луѓето точно знаат што е инфлација. Ако претходно беше некоја мисловна работа, денеска точно знаат што значи инфлација, бидејќи осетија на своите инвестиции, джебови, новчаници и месечни буџети. Истите сакаат да најдат начин како да ги заштитат подобро своите средства. Значајно ја зголемуваат изложеноста према акции, меѓутоа можам да кажам дека македонскиот граѓанин е значајно подизложен на акции и на обврзници, на глобални акции и глобални обврзници и на домашни акции од тоа што е случај за дури и најконзервативните држави во Европа. Ќе ви давам еден пример. Австрија важи за една од најконзервативните економии или најконзервативните штедачи се токму австриците. И германците веројатно. И германците, познати се они како големи штедачи и они имаат огромни заштеди. Мислам, тој банкарски систем е таму класичниот. Ние што го преземавме, да не ве прекинувам, продолжите само мала опаска за Германија. Баш сакаат, за ги викаат штедни книжки, односно шпаркасен, сакаат да ги штедат во средствата во штедни книжки. Меѓутоа и еден таков ултра конзервативен инвеститор, како што е австрискиот, денеска има 480 милиарди долари во евра во депозити, а при тоа над 200 милиарди се инвестициите во инвестициски фондови, значи некаде 1:2. А во Македонија случајот е некаде имаме 10 милиарди евра во депозити, приближно 10 милиарди, нешто под 10 милиарди евра, а во овој момент имаме грубо околу 500 милиони евра во инвестициските фондови. Така да, или вкупно во друштвата за управување со инвестициски фондови под управување. Така да, генерално, сметам дека македонскиот инвеститор 1:20 ова сам. 1:20, а во Австрија 1:2. Така да, доколку сакаме да останеме конкурентни со тој капитал кој веќе го имаме како заштедено како граѓани на Македонија, тогаш ќе мораме да зголемиме изложеност на еквити и да ги добиеме придобивките. Кога велам еквити, не мислам само на акции на пазарот на капитал, мислам и на сопствени бизниси тука дома во Македонија, мислам и на приватни компании, удели во приватни компании, да го ставиме капиталот во функција, каде што на долг временски период ќе имаме значајно подобри приноси и подобро ќе се оплоди тој капитал. Пред втората пауза, рековте IPO ќе одат во Америка. Наскоро очекуваме да се случи првото вистинско IPO во Македонија, една компанија да излезе. Вие сте инвеститор, ги гледате, тоа е мала компанија, треба планираат 2 милиона евра да соберат, интересен е стартапот, сето тоа. Дали вие како инвеститор сте заинтересирани, например, да играте на домашниот пазар, бидејќи ќе биде домашна компанија која што сака да собере пари за да се го развива бизнисот? Дали размислувате вака, гледате потенцијал во македонските компании за да инвестирате, бидејќи тоа значи дека утре треба да се охрабрат и други да соберат на ваков начин пари, место да одат во банка, туку преку акции, со издавање на акции, да собираат кеш за да може да се шират. Гледате ли вие потенцијал во Македонија за првична емисија на акции? Во овој момент дали гледаме едно прашање, а дека сонувам сигурно и би сакал да видиме што повеќе IPO и да видиме поголема присутност на компаниите токму на македонската берза, на приватните компании да излезат на македонската берза. Дали и како ќе биде успешно ова IPO после многу години прв пат или втор пат имаме случај, се надеваме дека ќе биде успешно. Јас се уште не сум ги видел финансиските извештаи, верувам дека ќе треба таа компанија да се бори пред инвеститорите како што се нашите инвестициски фондови. Би сакал да напоменам дека имаме инвестициски фондови кои однапред
својата инвестициска политика ја декларирале пред своите инвеститори дека ќе вложуваат во глобални компании. Со тие средства нема да можеме да инвестираме на македонската берза, меѓутоа секако дека имаме контакт до нашите инвеститори, би можеле да препорачаме доколку препознаеме шанса за принос кој тие треба да го остварат. Така, сега доаѓаме до третиот дел, а тоа е како се одредува каде да се инвестира, дека тоа е наука, не е тоа да се сонува и да ви се сони навечера и утре ќе дадам пари таму и таму, па ќе очекувам нешто да ми дојде возврат, за возврат, односно да ги оплодам парите. За науката во инвестирањето ќе зборуваме во третиот дел, време е за втората пауза, останете со нас, мислам дека и третиот дел ќе биде интересен. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Се враќаме после кусата пауза повторно во студиово, зборуваме со нашиот гостин Петар Андреевски. Ова морам да го прочитам, стварно тешко ми оди, не знам зошто. ВФП Фонд Менеджмент. Погодив повторно. Добро е. 3 од 3. Да, добро е. Може би погрешивме што земавме австрийски бренд, бидејќи така е името на групацијата ВФП, па пробавме на кирилица да го преведеме и тоа е тоа. Се надевам дека нашиот разговор до сега што го водевме поедностави многу работи што се однесува на случувањата во светот околу државните обврзници, што значи инвестирање, зошто треба да се инвестира во светот, каде да се инвестира, но доаѓаме до моментот она што исто така многу мене ме интересира, како што реков господинот Андреевски е представник на еден од најголемите фондови во Македонија и најинтересно е што е домашен бренд кој што работи регионално, управува со 250 милиони евра, од кои што 190 се во Македонија, остатокот од 60 на милиони евра е во регионот, така што од тука е паметта, тука е да луѓето што седат и решаваат каде да се инвестираат парите, односно како да се оплодат и да бидат инвеститорите малце побогати од што биле вчера. Значи завршивме со тоа дека ќе имаме прво по подолго време, а вие од берза викаат прво вистинско IPO ќе биде сега ќе се случи, затоа јас се одам како прво, иако дел од луѓето ме убедуваат дека е второ, но тоа имало некои други специфики кои што не било класично класично IPO, така што имаме разлика со дел од луѓето што ме следат и што ме коментираат околу тоа дали е прво или второ, но рековте дека треба да се види која ќе биде понудата, иницијалната понуда, кој ќе биде приносот, да се разгледа сето тоа, но ќе оставиме тоа на инвеститорите, да одиме на вториот дел што го начнавте, дека секоја инвестиција бара знаење. Значи не е тоа, имам јас пари, сега симпатични ми се овие акции, чекај брзо ќе направам пари на ако вложам овде, тоа е сепак знаење. Вие како фонд во подготовките на овој разговор спомнавте дека имате два типа на менаџери, односно со два сертификата кои што ја лично не ги разбирам баш многу, а верувам и дека не ги разбираат и поголемиот дел од јавноста, но во вашата фела веројатно ги разбираат и се ценети. Првин да ми кажете кој решава и како решавате каде ќе ги инвестирате овие, да речеме, 250 милиона евра. Тоа се сериозна пара. Да. Имам 2-3 тука интересни поенти. Прво, би сакал да кажам дека ова 10 годишно искуство, колку што работиме на македонскиот пазар, ми даде на знаење дека во Македонија најубава или најинтересна професија за работа хонорарно е да се биде резервно селектор на македонската фудбалска репрезентација и да се биде инвеститор во поплатневните часови на светските берзи. Како да сака секој да се занимава токму со нашата професија, за разлика од многу други професии, новинарството, адвокатура. Исто нашата професија исто е така. Слично е, значи кај вас. Да, секој новинар, сите уредник, сите знаат по нешто. Се појавија многу инфлуенсери, дури не само во Македонија, посебно во ваков раст на пазари е препознаено да се јават разни инфлуенсери кои сакаат на некој начин да пробаат да од тој раст на светските берзи да нешто добијат, а при тоа не се спремни да прво ја научат во сршта самата професија. Се работи за многу сериозна професија.
Нашиот инвестициски тим прво е заснован на искуството на председател на одбора на директори, кој има преку 40 години искуство на светските берзи. Значи ги видел практично сите можни кризи кои можеле да се случат, освен метеор. Се друго се случило во минатите 40 Така години, е, да, разни ако ги војни. фатило 80-тите години, Да. буквално се има видено веќе. Се има видено. Значи, да. Тој беше, тој на кој почнавме да го градиме тој тим, меѓутоа имав доверба да ми остави да почнеме да бараме млади, интелигентни, образовани луѓе кои доаѓаат од факултет и да почнат заедно со нас да напредуваат во оваа професија. Имавме среќа да добиеме тројца математичари од природно-математичкиот факултет, неколку економисти од економскиот факултет и денес како компанија имаме инвестициски одбор на групациско ниво кој е прво создаден од 10 портфолио менаџери кои ги имаат локалните лиценци во државите каде што функционираме. Второ, имаме двајца CFA портфолио менаџери. Тоа е најтешката лиценца во светот за управување со средства, значи CFA Charter Holder. Имено имаме двајца колеги кои ги завршиле сите три нивоа, да има представа јавноста за каква лиценца се работи, колку е длабока самата индустрија. Просечно завршување на сите три нивоа на CFA во светот е 9 години. Нашите двајца колеги го завршија, пример, за пократок временски период. Еден од нив го заврши за само 3 години и тоа во првиот испит беше во топ 10 најдобро рангирани студенти кои го завршија и го положија тој испит. Имаме колешка која заедно со мене го управува, тоа е Марио Ѓоргиев, и Андријана Поповска која заедно со мене го управува друштвото, е исто така извршен директор на ВФП фонд менеджмент. Заврши ФРМ, тоа е најтешката лиценца во светот за управување со ризици. Значи практично двете најважни лиценци каде и да одите во светот, доколку ви ги управуваат средствата и ви ги управуваат CFA портфолио менаџери и FRM риск менаџери, ги имаме токму во нашето друштво. Значи ние не сме многу големо друштво, меѓутоа сме мало бутик асет менеджмент друштво кое управува на најпрофесионален начин и тој инвестициски одбор ги носи одлуките каде ќе се вложуваат средствата. Спомнавте два типа на лиценци. Едниот го има 10 во Македонија со таква лиценца. CFA има над 10, значи негде грубо 15-тина. 15-тина, додека за управување со ризик ги има многу помалку. Помалку од 5, мислам дека имаат во Македонија таа лиценца. Зборуваме кадри кои денеска работат и функционираат во Македонија. Сега, ајде пред да одиме како се користи ова и што значи инвестирањето, ме интересира зошто математичари од ПМФ, па нели е економија? Ова мислам, стануваме сега сум збунет малку. Нашето искуство вели дека математичар многу полесно ќе го научите економија, отколку економист кој не се бавел многу прецизно со економија да го научите сериозна математика, која е потребна за да може да се изберат кои колерираат, кои инструменти колерираат. Зошто е потребна математиката? Се прават разни модели за да се процени ризикот на едно портфолио. Значи тоа се софистицирани математички модели за да може да се предпостави на база на минатите резултати на едно портфолио кое предпоставено сте го избрале, каков ќе биде неговиот ризик, која ќе му биде стандардната девијација, кој ќе му биде варот на самото портфолио, симулација колку може да се очекува принос од тоа портфолио со кој ризик и како може најоптимално според максималниот ризик кој може да го превземе инвеститорот да се испорача принос за него. Така да тоа се сериозни математички операции и токму затоа за луѓето кои сакаат да се занимаваат или младите кои сакаат да се занимаваат токму со оваа професија, би советувал MBA не е лоша работа или постдипломски студии, меѓутоа тоа е малку пошироко, доколку сакаат во овај ниш дел од самата економија да влезат, кој е веројатно и најпрестижен, ми се чини, во целата економија, да почнат да ги од старт по завршувањето на факултет да ги земаат прво локалната лиценца во Комисијата за хартија од вредност за инвестициски советник, понатаму да напредуваат со овие глобални лиценци и да земат искуство и во асет менеджмент компании кои имаат искуство или кои можеби имаат портфолио менаџери со вакви лиценци од кои може да добијат знаење. Останав малце затечен во сево ова. Сега паѓаат у суштина сите мои представи веројатно дека вака ќе се седиме на кафе, јас со лажичето од кафето што го мешам во уста и ќе зборуваме ќе се обогатам со оваа акција, дај да ја купиме да видам ова. У суштина има сериозна математика во сетото. Многу сериозна математика, сериозна анализа на самите компании, бидејќи една од главните премиси за да имате успешен инвестициски живот е да знаете да изберете квалитетни компании и сега е прашањето што е квалитетна компанија.
кој е повратот на инвестираниот капитал во таа компанија, каде ги добивате тие информации, колку е weighted average cost of capital на самата компанија каде што вложувате, која е задолженоста на истата компанија, кои се нивните приходи или раст на приходи во минатите 3 или 5 години. За секоја компанија кај што инвестирате? Секоја компанија која е дел од нашето портфолио треба да помине ригорозна анализа, да биде добро проценета како оптимално би се вклопила во нашето портфолио и само во еден таков случај доаѓа во портфолио. Што значи тоа портфолио? Ајде да објасниме сега. Одам јас во вашиот фонд, велам имам толку и толку пари, не дека ги имам, но еве, некоја пара имам, викам, сакам да ми ги инвестирате. И што правите понатаму вие, како го проценувате, дали купувам јас акција од одредена компанија, ми нудите акции на компанија, ми нудите пакет кој што има принос после тоа, како функционира се во ова, бидејќи рековме регионално играте, на светски берзи купувате, значи кога ќе се види портфолиото ваше, имате сериозни компании кои што имате акции. Дали ја можам поединечно да станам или не, или само преку вашиот фонд? Да, значи и двете варијанти се возможни кај нас. Ние имаме инвестициски фондови, имаме водење на индивидуални портфолија за клиенти кои вложуваат над 200.000 евра. Правиме custom-made фондови на некој начин, односно купуваме директно акции за нивна собственост и ние во нивно име и за нивна сметка ги управуваме средствата. Имено таков еден разговор најпрво започнува со еден прашалник. Прашалникот значи многу прашања во делот на вашето искуство досегашно, да го процениме математички вашиот профил за ризик, кој после го квантифицираме математички за да ја процениме вашата стандардна девијација, односно колку ризик можете да превземете, кои се вашите очекувања, кој е временскиот хоризонт на вложување, така да се работи за еден посериозен прашалник и врз основа на овие одговори на овие прашања, ние го квантифицираме тоа, земаме 2 недели, ако се работи за индивидуално портфолио, потоа правиме преку широка диверзификација, никогаш не предлагаме 1, 2 или 5 акции, тоа треба најдобрите инвеститори во светот па земаат барем меѓу 25 и 30 компании во своето портфолио, за да се намали ризикот од нешто што можеби и не сте го виделе, зашто секогаш може тоа да се случи. После таа сериозна диверзификација бараме ултра квалитетни компании. Од сите компании на планетава Земја имаме софтвери, имаме софтвери кои ги имаат сите податоци за сите компании јавно котирани, ги бираме најдобрите 20-30. Од истите компании треба да бидат и диверзификувани по различна индустрија, по различна географска изложеност. Потоа гледаме самите бизниси да не ги преплатиме, бидејќи вие може да изберете фантастичен бизнис, меѓутоа ако го преплатите, тогаш ќе требате да чекате многу долг временски период за да остварите принос. И после тоа, откако ќе го изберете самиот квалитетен бизнис, не сте пробувате да не го преплатите, чекате на долг временски период добриот менаџмент која води таа компанија да испорача резултати, да расте бизнисот и тоа да го препознае пазарот на капитал и вашиот инвеститор да заработи. Значи, вие не правите математички модел од нас, од нашите очекувања, нашите приходи, колку сакаме да добиеме, колку сакаме да ризикуваме. Вие, у суштина, тоа што го потполнуваме ко прашалник, вие после тоа во бројки го претварате и не ставате во некој математички модел и решавате што да понудите на вашиот. Преку тој математички модел можеме со голема известност да претпоставиме како ќе реагирате во следната прва криза, зашто тоа е едно од најважните делови од нас, асет менаџерите, да претпоставиме како Горан ќе реагира во следната криза и дали ќе испаничи, бидејќи доколку испаничи ја пример продаде позицијата, не остане инвестиран, едноставно не го проценил квалитетно својот ризик, тоа е еден од најголемите ризици да на крај не излезе со приносот кој е очекуван. Така да ние пробуваме да дојдеме во ситуација да го избереме оптимално ризично портфолио за самиот инвеститор. Значи, инвеститорите што се ке вас се математички модели, односно математички равенки, кои што одредуваат како ќе изгледа нивната инвестиција. Значи, нема тоа... Инвеститорите се наши пријатели, меѓутоа моделите кои им ги предлагаме и нивните портфолија се на база на математички модели кои се од искуствата на нашите инвеститори. А не она, симпатичен, не му верувам, оне ќе инвестира овде. Не пристапуваме така. Ја презентираме секогаш нашата инвестициска филозофија во старт и доколку на со инвеститорот не ги поклопуваме инвестициските филозофии, пример, сака чести тргувања, нешто што ние не веруваме, маркет тајминг е познато во светот практично, не знам дали 1-2 математичари во светот имаат можност да го прават. Ние знаеме дека не можеме, знаеме што можеме и доколку инвеститорот очекува нешто од нас кое ние не можеме или не веруваме во тоа,
не ги примаме ни средствата под управување од истиот, бидејќи едноставно на крај ќе излеземе неуспешни и ние за него и тој ќе го практично нарушиме нашиот бренд awareness на самиот пазар. Значи, ако јас сакам шпекулативно малце да играм, значи на брзо продавање и купување, на пример, да речеме неделно, месечно, не знам на колку е кај вас рокот, тоа не може да помине кај вас. Ја морам да купам сериозна акција, сериозни акции кои што на долг рок на годишно ниво ќе ми носат принос, односно на моите пари ќе, на пример, на 1000 денари ќе ми донесат 1100 денари на крајот од годината. Токму така, како што знае Тери Смит да каже, работам 40 години во Сити Лондон, сум сретнал два типа на инвеститори, оние кои што знаат дека не може да прават маркет тајминг, меѓу кои сме и ние, и оние кои што мислат дека знаат, односно ние тие што мислат дека треба ние да бидеме тие кои ќе правиме маркет тајминг или тие заедно со нас тоа да го прават, ние не сме спремни да заедно со нив инвестираме. Сега морам ова за помладите генерации да им кажеме, бидејќи брзи се на тргување и сакаат да вложуваат и да играат шпекулативно. Им успева ли тоа брзо тргување, брзо збогатување на берза, без разлика колку знаеш, колку не знаеш, колку информации имаш, колку си внатре во бизнисот и сето тоа, успева или не успева? Многу едноставен е одговорот. Одговорот треба да го бараме помеѓу најбогатите луѓе на светот. Доколку ги видите најбогатите луѓе на светот, или се трајно инвестирани во една компанија, ја створиле и останале инвестирани во истата, или се работи за портфолио менаџерот, единствениот кој се збогатил од инвестирање е Ворен Бафет, и истиот не тргува често, односно многу е штедлив на тргување, и имајте во предвид дека тој е единствениот инвеститор на планетава Земја кој 10 години поред направил 28% принос. Значи сите приноси континуирано 28 години поред. Не постои друг инвеститор на светот кој направил поголем просечен годишен принос од 28 во 10 годишен период. Да појасниме, на 1000 денари, 280 денари чиста паричка останува. Едино Бафет успеал да направи континуирано на 10 години поред. Значи сите приказки дека тоа може да се случи со активно тргување, доколку постоела таква како можност, немал да биде Бафет најбогатиот, ќе бил тој што го правил. Тоа значи на вложени 1000 денари за 10 години ќе имаш, не е така проста математика, но ќе упростам, 2800 денари за 10 години. Доколку си Ворен Бафет. Бафет. Доколку вложуваш во пример MSCI World, во минатите 10 години или пример во нашиот VFOP Premium Invest, ИРР, просечен годишен принос во минатите 10 години е 9%. 9%, тоа значи, но колку години рековте? Во минатите 10 години, 10,5 години постои. Значи на 1000 денари, 900 денари плюс би било 90 денари. 90 денари. На 1000 денари 90 за 10 години. Просечно годишно, да, малку има компаундинг, да, бидејќи има и на... Јас сум многу груба математика, правам сега да не... Тоа туку да им биде на сите што не следат, значи сме вложиле пред 10 години 1000 денари, сега ни остануваат 1000 денари, но добиваме уште 900 денари по 10 години, односно повеќе се, но груба математика да биде разбирливо, ќе се збогати човека, без малце ги дуплира, ги дупло повеќе ќе биде И обично на пазарот на капитал, односно во акции, некаде 3 до 4% треба да бидете на 15 годишен период изнад инфлацијата. Тоа е амбицијата кога вложувате во equity, значи треба негде грубо 4% да очекувате на 15 годишен период да бидете над инфлацијата. А грубо инфлацијата на 15 години, на 16 години точно, ја намалува за 50% вашата вредност на капиталот. Значи, ако 1000 денари вложам за 16 години, тие ќе бидат 500, ќе вредат 500 денари. Ако ги чувате. 1000 денари, ако ги чувате 15 години, тие ќе ви вредат 500 денари за 500 така. Така да имајте во предвид дека чувањето на средства е практично и губење на вредноста на истите. Колку е минимумот за да се дојде кај вас, да се понуди, да се даде пари за да му направите вака едно обемно портфолио? Да, според проспектот на нашите фондови, за обемно портфолио, значи за custom-made портфолио е минимум 200.000 евра. Тоа не го правиме заради елитизам или ради некоја друга причина, за да има доволно средства за да се направи доволна диверзификација во портфолиото, а при тоа да не ни отидат многу средства на трошкови. А доколку еден инвеститор сака да вложува во нашите инвестициски фондови, кои се веќе на некој начин готови пакети од многу компании, тогаш минималната месечна инвестиција е 1000 денари. Значи може да си направи траен налог 1000 денари
И затоа сакав преска ве прекинам, верувам дека не само вие, него голем процент од македонското население има простор за себе, за своите деца да почне да штеди барем 1000 денари од својот месечен приход. Ајде да го објасниме ова и тука ќе завршиме, веќе сме саат време и 3 минути. Да завршиме што значи бидејќи не ни е развиен многу нас пазарот на капитал, штедиме многу, рековме ги имаме околу 10 милиарди во банки, фирми и граѓани ги штедиме парите и имаме каматица некоја сега стигна мислам да околу 2% на годишно ниво, но овде вие рековте 5% е над инфлацијата, некаде 7%, рековте кај вас е 9% повратот на капитал, односно приносот, што го би рекле вие, така што е сериозна сума. Каматата кој е 2%, овде е 9%, голема е разликата, инфлацијата е 3,5-4, да 5, тука е 5,1 рековте дека е над инфлацијата. Како да инвестираат, односно рековте 1000 денари е минимумот и што ќе добијат со тие 1000 денари? И зошто не го препознаваат инвеститорите, граѓаните се во ова? Можем да кажам дека веќе го препознаваат. Имаме 13.000 инвеститори во нашите фондови, значи имаме веќе одредена бројка која го препознава. Сметам дека на месечно ниво сериозно се забрзува таа динамика. Има простор уште многу, бидејќи имаме голема депозитна база. И таа депозитна база продолжи да расте, значи економијата расте, приходите и заштедите на граѓаните растат. ИРР е точно баш на таков пример пресметан во минатите 10 години кај нас, значи доколку инвеститор штедел секој месец еден фиксен износ на први во месецот, дали 1000 денари, дали 100 евра, дали 50 евра, и сметам дека нашата клучна мисија како компанија е токму тоа, да излеземе со обучени инвестициски агенти кои ја имаат лиценцата на Комисијата за хартија од вредност за инвестициски агенти пред нашите инвеститори и да ги презентираат можностите преку на еден начин едукација на македонското население, што значи изложеност на еквити, што значи инфлација и дека во многу чести случаи доколку еден инвеститор има веќе заштедено средства, пример заработил добро, бил врвен во својата област или можеби добил наследство, има одреден слободен капитал, дека ангажманот како ќе го управува тој капитал, па дури и како ќе штеди доколку континуирано заработува на месечно ниво вишоци, може на долг временски период да биде дури и позначајно колку заработува на месечно ниво од својата основна професија, бидејќи компаундингот, односно сложената каматна стапка или приносот на принос на долг временски период знае да направи сериозно оплодување на нашиот капитал. Така, тоа не го земавме ние во нашата проста математика, намерно не навлегувавме да објаснуваме камата на камата, бидејќи овде има камата на камата, а во банките не смее да има камата на камата и во други случаи, но доаѓаме до еден момент што ќе го завршам подкастов, дали за овие што даваат 1000 денари, за оние што даваат 10.000 исто ги третираат, 10.000 евра, исто ги третират и се грижите за нив? Многу важно прашање. На база на одговорот на ова прашање пред 200 години настанале инвестициските фондови, имено бидејќи богатите американци во таа почеток на капиталистичка Америка имале простор да вложуваат во бизниси кои во тој момент им знаеле да бидат и револуционерни, луѓето кои немале доволно средства да ги вложат својот капитал толку квалитетно како што можеа богатите американци, смислеле начин да ги здружат своите средства заедно, да здружени заедно имаат доволно минимум потребен капитал да платат професионалец да ги избират тие квалитетни бизниси, да имаат ревизор, да имаат професионален управувач на средствата, некој кој ќе води евиденција за тие средства и токму така настанале инвестициските фондови. И идејата на инвестициските фондови е да понудат можност за просечните инвеститори да имаат еднаква шанса да го пласираат капиталот со најбогатите фамилии на светот. Впрочем, ние сме инвеститори во Беркшајр Хатауеј, Борен Бафет го спомнавме, или ако сакате во Рош со Хофман фамилија, или во Луи Витон, Хенеси Моет има 49% фамилијата на Бернард Арно. Инвестирајќи во нашиот фонд, вие купувате акции во тие компании и практично станувате партнери со најбогатите луѓе на планетата Земја, Microsoft, Amazon и така натаму, односно вашиот капитал се оплодува на истиот пазар или во истата компанија на исти начин како што се оплодува капиталот на овие богати фамилии кои имаат многу сериозни и квалитетни советници каде да го пласираат тој капитал.
И за крај последно прашање, секогаш имаме едно, две, три последни прашања, по тоа сум познат, бидејќи сега нонстоп ми навираат прашања што сакам да ги дознам, да ги осознам, да го проширам мојот хоризонт. Едно прашање што ме интересира, рековте се оплодува на 16 години, кажавте инфлацијата дека ги преполовува, но што вредност ако не ги оплодуваме и ги чуваме и сето тоа, но ме интересира нешто друго. Се забрзуваат кризите на светско ниво, економските кризи, зборувам, не политичките, нема да ги коментираме, економските кризи се забрзуваат. Колку инвестирањето во акции е посигурно или подобро од што штедењето во банка? Сепак, во банка е државата стои, гарантира за влогот, малце 2%, ама подобро 2% од што голема криза па да исчезнат како што во 29-та исчезна инвестициите на граѓаните, како што падна берзите во 2008. Едноставно, која е математиката, како ќе ме разубедите еве мене како можеби иден инвеститор со 1000 денари максимум, како би ме убедиле да не штедам, туку да дојдам да инвестирам во акции, кога преку ноќ може да ги изгубам акциите, односно вредноста што сум ја создал. Па еве ќе почнеме, ќе пробам со кредитниот рейтинг, го спомнавте. Овие компании каде што ние инвестираме имаат кредитен рейтинг, најголем дел AAA, А плюс и така натаму. Значи зборуваме за компании кои имаат прво огромен капитал, многу слободни средства, имаат ниски долгови, имаат фантастични продукти и огромен бренд ауернес и светски талент за менаџмент. Најдобрите, најпаметните луѓе на светот знаат да ги ловат и да бидат дел од нивните компании. Вложувајќи во такви компании, вие практично ги доверувате своите средства, пример ако е Apple, дека Тим Кук знае да го управува вашиот капитал. Дали веднаш преку ноќ може 3000 милиарди долари, колку што е над 3000 милиарди долари денеска вреди Apple, да исчезне и да ја снема? Да, доколку никој од нас не купува веќе Apple, доколку сите ние ги избришеме сликите од Apple, каде што плаќаме секој месец $1, 2, 3, за да ни ги чуваат на клауд, меѓутоа дали сте спремни да ги избришете сите слики? Замислете во Македонија $2, 1 милион граѓани нека имаат Apple, тие заработуваат $2 милиони месечно од Македонија, а немаат ни компанија тука. Значи зборуваме за едни бизнис модели каде што со многу мал ангажиран капитал се прават сериозни профити и истите имаат континуиран раст на приходите и на профитите. Кризите се случуваат и ќе се случуваат, меѓутоа во минатите 100 години, во минатите 200 години, доколку гледате на подолг временски период, и тоа е основната премиса за да се одлучите да вложувате во акции, секогаш 10 плюс години временски хоризонт на вложување, тогаш тие берзи и после тие кризи се опоравуваат, и опоравувањето е повторно над било која претходна највисока точка пред да настане таа криза. Мојата препорака би била широка диверзификација, дисциплинирано останете инвестиран во секој момент и имајте долг временски хоризонт на вложување. Да, само за крај, еве баш сега гледам како се движела во последнава година берзата, еве Њујоршката берза, Dow Johnson индексот, максимумот бил некаде околу 44.713 поени, има и 45.000, сега е некаде на 42.000, но повторно после остар пат кој што падна на 37 и нешто, сега повторно се врати на некаде 42.000 и кусур. Значи си се опоравува и расте берзата нонстоп на долг рок, во една година кај што имавме многу остар пат, сега еве баш во моментов го гледам глобалното DAX, го гледам веќе на максимумите ги достигнува европската. DAX има од нова година до сега 29% раст. Тоа значи таа диверзификација географска. Баш гледам веќе, мислам историскиот максимум веќе го има пробиено пред колку дена, еве на 14 мај, не се извинувам, само да видам кој на 27 мај историскиот максимум го има доживеано DAX индексот. Значи тоа у суштина покажува дека берзите растат и покрај тоа што се случува на светско ниво, и тоа е интересно. Значи да, на долг рок веројатно секогаш ќе биде во плюс и акциите ќе добивате. Ви благодарам многу што бевте дел од овој подкаст. Се надевам дека дадовме одговори на сите што не следат и излеговме малце од оние рамки што вообичаено ги гледаме секојдневно, а тоа е цените по маркетите, инфлацијата, иако беше и ова поврзано, но дадовме малце и поширока слика што се случува во светот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата, Горан.
се гледаме, тоа беше се. На уште ни остануваат, мислам дека уште 3 епизоди, ќе ги направиме, па ќе одиме на мал одмор, па после тоа ќе се вратиме од септември. А вие, во кој ќе биде летниот распуст, размислувајте за економија, бидејќи тоа го врти светот. Секој е добро.